Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Асип Зекир од предпријатието Реди рециклажа, социјално предпријатие. Зборуваме за рециклирањето, за важноста на рециклирањето, пред се за животната средина. Господине Зекир, добро дојдовте во студио 10. Добро најавме, благодариме за поканата денеска да учествувам на вашата емисија. Реди рециклажа, значи тоа е, знаеме од прилика што е рециклирање. Кажете ми, како за вовед, како функционира тоа кај нас, како се спроведува, кои се предизвиците? Така, Реди рециклажа е всушност нели социјално предпријатие, основано е од Реди, тоа е акроним од Roma Economic Development Initiative или во македонскиот јазик иницијатива за економски развој на ромите. И како иницијатива се стремиме кон организирање, меѓутоа и креирање на еден екосистем во ромските заедници. Една од алатките кои што ја користиме се социјалните предпријатија и Реди рециклажа всушност е првото социјално предпријатие кое што се стреми кон организирање и формализирање на неформалните собирачи на отпад, при тоа воспоставиме и примерна селекција на отпад. Тоа воспоставување на примерна селекција на отпад всушност не значи поставување на корпи за селекција внатре во стамбените објекти, стамбените згради, се со цел собирачите кои што влегуваат под нашата лиценца и што работат во склоп на компанијата можат без било кои препреки, дали се тоа законски, дали се тоа логистички, да влезат внатре и да ги собираат секундарните суровини кои што понатаму ние ги транспортираме и ги третираме на еден посебен начин за рециклирање всушност. Значи вие склучувате договори со стамбените објекти, да речеме дека тие треба да дозволат поставување на такви корпи и потоа тоа се функционира така што собирачите доаѓаат, ги земаат и ги носат понатаму. Од прилика. Процесот е, првично имаме еден повик кој што се вика Биди Кул селектира и тој е често промовиран се со цел да стигне до сите граѓани на градот Скопје пред се, затоа што иницијативата започна во градот Скопје за да видиме кој би бил интересот на граѓаните да селектираат и да бидат дел од процесот на оваа зелена транзиција, што би рекле. И опфативме првите 3 општини Карпошки, Славоди и Ајродром со цел да воспоставиме една добра инфраструктура помеѓу овие неколку општини и граѓаните кои што аплицираат. Потоа имаме процес на потпишување на договор за соработка со нив, следно е поставување на канти и третото е веќе собирање и транспортот на отпад. Дали луѓето кои работат на собирањето на отпад се вработени во вашата компанија или правите некакви договори за работа со нив? Како ја остварувате со работа? Видете, тоа ни беше примарната цел како може нив да ги формализираме и како они би можеле да влезат веќе во зелената агенда, тоа да бидат препознаени, затоа што неформалните собирачи на отпад веќе децениски се активни во собирањето и во оваа зелена транзиција, што би рекле. Меѓутоа, никогаш не биле перцепирани од таа страна, поради тоа што нивните активности главно се сведуваат по собирање од контејнери, собирање по улици, и сето тоа се гледаше како една сива економија или на нешто кое што ја загрозува целата животна средина. Не биле перцепирани од аспект на дека тие се дел од таа зелена економија. Тие всушност прават нешто многу корисно. Дефинитивно. Таа перцепција не постои. Они се во еден многу голем број, од 3000 до 5000 ги имаме во нашата држава, меѓутоа увидот на нивната работа не бил перцепиран дека тие придонесуваат кон животната средина, туку напротив од тоа. И кога во 2020 година, бидејќи е основано социјалното предпријатие, имавме неколку фокус групи со нив и ја увидовме фактичката состојба која што тие се соочуваат, сите нивни предизвици, сите нивни проблеми. И кога ќе ги видиме, нивните предизвици и проблеми се всушност многу загрозувачки од аспектот што и они како придонесуваат за животната средина. Пред се, често пати ги гледаме и вклучуваат и нивни цели семејства, па дури и деца, се со цел да соберат поголема количина на отпад, тоа е секундарни суровини, кои што ја гледаат они како примарна екзистенција за нивните семејства. Тоа придонесува и кон исклучување на децата од училиштата, кое што доведува и до генерацијски проблем, па понатаму и нивните деца да ја продолжат истата активност. Третиот проблем е тоа што се вклучени во директно собирање без никаква заштита, без никакво осигурување и тоа придонесува кон здравствен ризик на самите нив.
И можеме да наредиме сега многу бројни предизвици и проблеми со кои што се соочуваат, меѓутоа никогаш не биле прецепирани од аспект на тоа дека тие се главните двигатели на рециклирањето, затоа што 80% дури од рециклираниот отпад, како во нашата држава, така и во регионот, тие се всушност главните двигатели. 80% се собрани од нив. Тој е удел во тоа. Не се перцепирани од аспект на тоа дека они влијаат врз бруто домашниот производ во државата. Затоа што колку и да тоа го работат неформално, неорганизирано, меѓутоа на крајот од денот нивните приходи варираат околу 10 евра, да речеме. Ако они се 5000 во број, тоа значи дека 50.000 евра дневно или месечно, тоа изнесува една голема бројка што годишно ја пресметавме околу 18 милиони евра кои што они предонесуваат. Тие пари они не ги трошат надвор од државата. Повторно ги трошат внатре во државата. Дали тоа се плаќање на сметки, дали е тоа храна, купување на домашни производи и слично, меѓутоа како и да они индиректно предонесуваат кон тоа. И кога ги увидовме сите овие предизвици, што всушност они се соочуваат како проблеми, заклучивме дека има потреба овие лица кои што се маргинализирани да се организираат и да се формализираат, кои што ќе може да ги докажеме дека се дел од зелената економија, меѓутоа и да им помогнеме на нив да ги сменат нивните секојдневни навики од собирање по контејнери или по собирање по улици, да имаат еден поинаков пристап на собирањето, меѓутоа и да придонесат кон животната средина од аспект на кој што ќе се признае сето тоа. Тоа е првиот аспект зошто почнавме. Вториот е дека ова динамично време ни покажува дека загадувањето на воздухот е всушност стимулирано од повеќе работи, меѓутоа дефинитивно дека недоволното селектирање на отпад и нерециклирањето на отпад, како и горење на отпадот е еден од најголемите причинители за сето тоа. Така што дефинитивно беше време во нашата држава да се воспостави еден систем на примарна селекција на отпад кој што ги имаме во европските држави, се со цел да се користат пред се и ресурсите кои што веќе ги имаме, затоа што тоа не е само отпад, тоа се секундарни суровини кои што понатаму може да се користат за интермедиарен производ, па дури и понекогаш апциклираме на еден финален производ. Ке го споменам и тоа, имавме сега една одлична активност во однос на апциклирањето. И овие две работи всушност ни биле стимул, мотив за да почнеме со социјалното предпријатие и да продолжиме и со кампањи, и со едукација, меѓутоа и со теренските активности кои што ги направуваме. Добро, јас ве разбрав, вие цело време зборувате кои се предизвиците, кои проблемите. Вие сега така правите со нив кога велите дека ги формализирате. Всушност како ги пријавувате? Кој е начинот на Апсолутно, значи ние имаме мапирање на овие лица, ги имаме градени нивните капацитети преку обуки, меѓутоа и се вработуваат во предпријатието со тоа што имаат здравствено пензијско осигурување и тие се дел всушност од компанијата која што како вработени. Вработени, да. Апсолутно. Добро, како оди тогаш комуникацијата со заинтересираните страни? Постои ли кај нас свест, кога комуницирате со зградите, да речеме, или со куќи, со стамбени единици, со луѓето, со граѓаните, сакаат ли да пристапат кон оваа иницијатива? Па јас лично како и тимот на Реди беше многу изненаден, позитивно изненаден 2021 кога го публикувавме првиот повик на овие станари, што би рекли, или екосвесни граѓани. Имавме доста голема бројка и тоа за многу краток период. Моментално имаме отприлика околу 1200 станари кои што аплицирале за нашите бесплатни услуги. И во датабазата на Реди рециклажа имаме околу 300 згради моментално кои што ние ги обслужуваме со сето тоа. Интересот дефинитивно е голем, не само во овие три општини, туку и во другите општини. Сега можеби секојдневните нивни навики, како и едукацијата, свесноста малце е на ниво кое што се уште треба да се доработи. И затоа имаме многу бројни кампањи, многу бројни инфосесии, па дури понекогаш организираме и работилници со нивните деца и со нив се со цел правилно да се селектира отпадот. Затоа што имавме еден доста голем предизвик во корпите каде што треба да се селектира правилен отпад, се селектираат и други видови на отпад и тоа придонесува кон усложнување на работата на нашите собирачи кои што ние ги викаме веќе зелени оператори. Меѓутоа и сето тоа придонесува кон финансиски потешкоти затоа што треба да се вклучат лица кои што ќе треба дополнително да го селектираат тоа е веќе и
станува ризично за нашите собирачи поради тоа што се фрлаат секаков вид на отпад и треба постојано да сме во некоја комуникација со нив. И една од алатките што ја користиме сега се зелените амбасадори, кои што потекнуваат од самата заедница, од самите станари, сите кои што се расположени и се заинтересирани да придонесат кон оваа кауза и кон оваа цел, добре дојдени се да се вклучат во реди и да бидат буквално зелени амбасадори за тоа што ќе ни помогнат да влијаеме врз развојот и знаењето на заедницата, односно на граѓаните. Што правите после понатаму со тој рециклиран отпад? Кои се следните чекори? Па процесот после поставување и собирање имаме центри кои што се транспортни центри и тука се носи количината, се транспортира понатаму во партнер складиште кое што дополнително врши третман, балирање, пресирање и понатаму после се носи во рециклажен центар каде што или се прават гранули или некој друг на вид интермедиарен производ кој што нив им е потребен. Сега тоа е за пластиката и за хартијата, меѓутоа многу скоро имавме една добра иницијатива на апциклирање на гуми. Сакавме да испробаме и нешто друго, затоа што не скоро, тоест во скоро време сега имавме нов усвоен закон во управувањето со отпад за колективни постапувачи со гуми. Гледаме дека имаме доста голема количина на гуми кои што има потенцијал да се употребат или за рециклирање или за апциклирање. И организиравме една активност на апциклирање на гуми во екофинални производи. И тоа е третиот вејстрим што би го рекле како би можеле да се користат. Сега вклучивме и нов вид на отпад за селектирање, тоа е електронскиот електричниот отпад или малите уреди, меѓутоа и габаритниот отпад, масивниот отпад исто така е во наш интерес на собирање, се со цел да им нудиме поголем вид на услуга, поголем вид на услуга на граѓаните и да ги научиме дека треба секој вид на отпад да се третира посебно и правилно. Овој дел со гумите, можете ли да ни го дообјасните? Што значи тоа? Каков производ на крај добивате? Па, тоа беше идеја која што беше дел од активност на еден проект Градиме еконавики, поддржан беше од донатор Фондација за отворено општество Македонија и имавме една работилница каде што собравме млади лица да научат техники и да креираат нивни производи. Имавме ментор кој што бил одличен во тоа и таа работилница ги научи младите учесници како би можеле они да доработуваат гуми за да имаме на крај екофинални продукти. Екофиналните продукти ги имавме како масички, столчиња, табуретки, имавме и лулашки за деца, слични огледалца и слични други производи. И тие производи биле изложени на гала аукција која што беше наменета за фандрейзинг, прибирање на средства за донирање на корпи за селекција на отпад во општината Шуторизари. И сето тоа беше организирано на еден многу интересен и забавен начин како работилницата, така и гала аукцијата и сметам дека тука го докажавме потенцијалот на самите нас дека и луѓето кои што се вклучени имаат потенцијал во тоа, дека има потенцијал во рециклирањето, во апциклирањето, меѓутоа треба да се работи со заедницата, тоа со сите стейкхолдери, се со цел да се има поефикасно учество во зелената економија. Имаме ли ние доволно центри за рециклажа кај нас? Имаме ли тука можеби некаков предизвик и дали кај нас може да се рециклира секаков отпад? Бидејќи знаеме дека има таму и вие го спомнавте електронскиот отпад, знаеме дека таму има дополнителни начини на обработка на тој отпад, каде што има доста работи таму кои се доста и специфични, кои може да се екстрахираат, да речеме, од таму. Каква е кај нас состојбата на тоа поле? Најактуелниот отпад кој што кај нас се третира е пластиката и хартијата. Секако имаме неколку рециклажни центри, меѓутоа тие рециклираат до одреден степен, односно интермедиарен производ. Понатаму се транспортира отпадот, тоа со овој интермедиарен производ се транспортира надвор од државата, се со цел да се креира некој друг финален производ, дали тоа ќе биде флексот или ќе биде полиестер, влакна и слично. Во однос на електронскиот електричниот отпад и наш партнер е Екоцентар 97 кој што врши дополнителен третман на овој вид на отпад. Тоа е расклопување, па понатаму они ги разложуваат внатрешните материјали или во повеќе
класи, што ги категории што ги нарекуваат, и понатаму они тоа си го третираат или како рециклирање или понатаму или како апциклирање. Да. Добро, и за крај, кои се идните активности? Имате ли некакви планови за уште поголемо проширување на активностите, можеби и на други општини или на постоечките ширење на капацитет? Како што напоменав, веќе имаме 1200 во број заинтересирани. Меѓутоа, не случајно имаме само 300 во нашата мрежа, поради тоа што гледаме што е можно поголем број на заинтересирани станари од иста општина, се со цел да се прошириме во таа општина. Ни си има случајно неколку пати да ни се јават од општина Газибаво, од општина Бутел, од општина Шуторизари, Ѓорче Петров, меѓутоа треба поголем број да се соберат за да може таму да воспоставиме една добра инфраструктура и тим. Значи тоа ни е еден од плановите да се прошириме и во другите општини, меѓутоа и по постоечките општини ја ги повикувам станарите на овие згради или куќи да се пријават и да селектираат отпад, затоа што тоа влијае не само врз животната средина, тоа влијае и врз здравјето на нивните деца, меѓутоа влијае и врз социјалната инклузија на овие собирачи на отпад. Имавме во скоро време екоакција за собирање на габаритен електричен и електронски отпад. Тоа не се покажа многу успешна активност и акција која што сметаме дека во иднина секоја втора недела тоа ќе го организираме. Се со цел габаритниот отпад кој што го имаме дома, не го користиме или ја расипан или купивме нови уреди, треба да се приложи да се даде на предпријатија или на компании кои што понатаму они знаат да го рециклираат и да не остане тој вид на отпад во депониите да се гори, затоа што дефинитивно има таму токсични супстанции кои што дефинитивно не загрозуваат оваа животна средина. Тоа се краткорочните цели и планови што ги имаме, меѓутоа нашата цел и визија да се прошириме и надвор од Северна Македонија, поради тоа што проблемот со животната средина како и со неформалните собирачи на отпад во целиот Западен Балкан малтene е ист. И гледаме тоа да го дискутираме со засегнатите страни, како институциите, така и невладиниот сектор, меѓутоа така и граѓанскиот сектор, односно граѓаните, и сето тоа се движи во некоја насока и се надеваме дека во иднина ќе постигнеме добри резултати. И за крај, има ли тука помош да речеме од европските фондови, бидејќи знаеме дека зелената агенда е високо како една од целите на Европската унија, но тоа е дел и од преговарачката рамка, постои едно цело поглавие кое е посветено на тоа, можеби веќе користите, не знам. Можете ли тука да се помогнете и да се помогнеме на некој начин, ајде да речеме? Апсолутно. Компанијата нема проекти затоа што тоа е доел компанија која е основана од Здружение на граѓани, меѓутоа Здруженијето има зелени проекти кои што се дел од оваа зелена транзиција, што би рекли. Имаме проекти во однос на градење на капацитети, во однос на кампањи, raising awareness, меѓутоа и ред други програми кои што поддржуваат целата оваа зелена програма наша. Твин транзицијата или тоа се зелената и дигиталната транзиција е доста сега во еден голем потек и замав. Во нашата држава тоа е сега тренд, меѓутоа не само кај нас, туку и пошироко, и треба да се искористат сите капацитети од европските фондови. Ние тоа се стремиме за да имаме само одржливост после тоа, не само да се земат проекти, поради тоа и социјалното претпријатие е развиено во такво претпријатие, се со цел претпријатието да има само одржливост внатре, односно од активностите што ги има да ги покријат сите оперативни трошоци. Сметам дека секој проект во иднина би требало да биде на ист принцип изграден. Да. Добро. Асип Зекир, ви благодарам за ова интервју. Ќе ве оставиме да работите и како што велите и да се ширите ако треба, па после некое време ќе направиме пак еден апдейт да видиме каде сме, што сме. Благодариме многу. Ова е Асип Зекир од Реди рециклажа, социјалното претпријатие, и со ова го завршуваме ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и довербата, и останете со програмата на Телевизија 24.